Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3. Трето информативно издание на нашата телевизија за денеска. Еве ги насловите. Интересот за упис во средните училишта во Куманово е помал во однос на јунскиот уписен рок. Од ноќеска на полноќ поевтинуваат бензинот и дизелот. Тензичната состојба на Корејскиот полуостров придонесе за разговори помеѓу САД и Јужна Кореја за евентуална воена помош. Швајцарскиот тенисер Роџер Федерер е победник на Мастерсот во Синсинати. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер. Трет дневник на К3. Кумановските пожарникари во текот на вчерашниот ден интервенирале 5 пати. Речиси на сите локации горела сува трева и стрништа, соопштија денеска надлежните од територијална противпожарна единица Куманово. Кумановските пожарникари во текот на вчерашниот ден интервенирале 5 пати. Речиси на сите локации горела сува трева и стрниште, соопштија денеска надлежните од територијалната противпожарна единица Куманово. Првата интервенција е регистрирана во населба Ајдучка чешма. Четворица пожарникари со едно противпожарно возило интервенирале на сува трева и стрниште. Во селото Орашац кумановските пожарникари гаселе сува трева и стрниште. Сува трева горела и на патот Куманово Крива Паланка, таму интервенирале тројца пожарникари со едно противпожарно возило. Во селото Горно Којнаре горела сува трева која пожарникарите успеале да ја изгасат за 2 часа. Последната интервенција е во селото Речица, при што тројца пожарникари со едно возило 1 час гаселе пожар на сува трева и стрниште. Мајка и синот Куманово исчезнаа. Станува збор за 31-годишната Еа и незиниот 7-годишен син. Случајот во полиција во текот на вчерашниот ден го пријавила свекрвата на исчезнатата Еа, 60-годишната Даа. Во СВР Куманово таа пријавила дека на 19.8.2015 година од домот во непознат правец се оддалечиле незината сна и незиниот 7-годишен внук и оттогаш не се вратиле. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на лицата. Помал е интересот за упис во 4 средни училишта во Куманово во вториот уписен рок. Намалени се поените, но сепак учениците го искористија јуни за упис во средните училишта. Доволен број ученици имало во гимназијата Гоце Делчев и во техничкото училиште Наце Буѓони. Повторно борба помеѓу кумановските училишта за ученик плюс и постигнување на потребната квота за формирање на паралелките. Во одредени училишта пред се стручните помала интересот на учениците за упис во вториот августовски рок. Помал број ученици заинтересирани имаше денеска во Перо Наков. Некои од учениците го бираат училиштето бидејќи тука им се запишани соученици или пак добиле препораки од ученици кои веќе учат во погорните класови. Зошто одбравте да се запишете во средно економско училиште? Избрав така дека училиштето многу ми се засвиѓа, супер училиште, слушав дека и многу добри професори има, смерови од убави по убави. Избрав така. Другарите претходно не се запишани тука, вашите соученици? И имам некои другари што исто така се запишани тука, па сигурно ќе се дружиме. Така. Од кој училиште доаѓате основно? Од Христијан Тодоровски Карпуш. Намалени се поените потребни за упис, но и покрај ова одобрение од Министерството за образование и наука, учениците не се доволно заинтересирани. Надлежните имаат план како ќе се распределат учениците по паралелките, но сепак детално ќе го утврдат пред стартот на учебната година. Директорка, имате ли заинтересираност за вториот уписен рок? Интересот е помал во однос на јунскиот испитен рок, иако рокот име со намалени поени за економска право-трговска струка од 60 на 50 поени, но сепак децата некако не покажуваат интерес, како што очекуваме. Така, за она втората струка која што е уште постручна. Да, тоа се текстилно-кожарската струка, има намалени поени од 45 на 40 поени, туку очекуваме дека децата ќе ги пополнат празните места кои што стана во јунскиот испитен рок. Во гимназијата стандардно има заинтересирани за запишување, поените се намалени за 10, така што наместо 60 сега веќе ќе може да се запишат и ученици со 50 поени. Интересот за гимназиско образование од секогаш бил голем, така и оваа учебна година. Значи денеска е второ пријавување од второ уписен рок. Во првиот уписен рок имаме запишано вкупно 245 ученика. Денеска до овој момент имаме пријавено 26 ученика. Рангирањето ќе започне по завршување на уписот денеска и резултатите ќе излезат утре. Меѓутоа
Нели се надеваме дека сите ученици ќе бидат примени и дека интересот и понатаму ќе остане ист. Директорката на Средното земјоделско училиште Киро Бурнас, Весна Трајковска, изјави дека во сите 4 струки кои ги нуди училиштето намалени се потребните поени за запишување. Трајковска информираше дека нудат можност за упис во земјоделско-ветеринарната, хемиско-технолошката, машинската струка и струката лични услуги. Во техничкото училиште Наце Буѓони, согласно одобрението на Министерството за образование и наука, намалени се поените за здравствената струка од 70 на 60, потоа од 50 на 48 за струката за електротехничка, за компјутерска техника и автоматика, но и други струки. Не се намалени поените за струката техничар за компјутерско управување и машински техничар. Резултатите од августовскиот уписен рок ќе бидат истакнати утре во 4 средни училишта. Центарот за јавно здравје од Куманово, согласно законските обврски, и оваа година ќе изврши дезинфекција на неколку училишта од 6 општини во североисточниот регион. Се очекува активностите да започнат во среда, а за таа цел се превземаат сите потребни мерки за успешно спроведување на акцијата. Според директорката Јадренка Стаменковска, ова се прави секогаш пред почетокот на секоја учебна година. Ова всушност е активност на службата за ДДД, односно дезинсекција, дератизација и дезинфекција при Центарот за јавно здравје, која секоја година во овој период пред започнување на учебната година ја ги извршува овие своји активности. Значи, после воспоставен контакт со директорите, односно со службите од основните и средните училишта на подрачјето кои ги покрива Центарот за јавно здравје Куманово, се прави план и врз основа на тој план се извршуваат овие активности. Ова не е активност програмска задача, значи која што ние имаме врз основа на Законот за заштита на населението од заразни болести, се извршува 2 пати годишно, пред почеток на учебната година и во текот на зимскиот распуст. Она што се однесува, значи во текот на целата учебна година, ако имаме некои индикации, како што нарекуваме ние по епидемиолошки индикации, исто службата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација ги извршува тие активности. Значи, в случај на кој има појава на глодари или инсекти, нашата служба ги извршува овие активности. Ова е со цел на превенција, како што рековме, на појава на инсекти, глодари, всушност превентивна задача од една како мерка, од општите мерки на населението од заразни болести. Значи, на појава да не дојде до појава на заразни болести во овие објекти, односно училишта. Првин се прави механичко чистење од страна на служителите, значи од страна на самите училишта и по нивна најава, односно по еден редослед се прави оваа дезинфекција. Се очекува оваа активност да биде завршена до почетокот на учебната година, за да може учениците безбрижно да ја изведуваат наставата. Околу 60 на камиони со смет се очекува да бидат изнесени од дивата депонија пред населбата Перо Чичо во Куманово, во рамки на 7-дневната акција за расчистување на депонијата која ја спроведува општината во координација со надлежното предпријатие Чистота и зеленило. Ригорозни санкции најавуваат надлежните за сите оние кои ќе бидат затекнати како фрлаат комунален смет и градежен шут на оваа локација. 7 дена ќе трае акцијата за расчистување на дивата депонија лоцирана пред населбата Перо Чичо во Куманово. Досега изнесени се 40 на камиони со комунален смет и градежен шут. Акцијата се спроведува еднаш до 2 пати годишно, но резултатите секогаш се поразувачки. Ригорозни санкции најавија надлежните за сите оние кои ќе бидат фатени како фрлаат смет на оваа локација, каде што треба да поминува пругата Куманово-Белјаковце. Целта е да апелирам до граѓаните да се однесуваме граѓански према зачување на животната средина. И мислам дека ова акција ќе заврши успешно. До сега се над 50 камиони изнесени депониран смет. Имаме уште ова долната депонија која ја полнат несовестите граѓани кои изнесуваат шут и го депонираат тука. Директорот на Чистота и зеленило изјави дека на оваа локација има 2 контејнери од кои секој од нив собира по 5 тони смет, но граѓаните за жал имаат обичај сметот да го фрлаат непосредно до нив. Тој вели дека комуналниот смет го фрлаат локалното население, но градежниот шут го фрлаат фирмите. Гледате дека овде има шут, има разноразни стари железа, машини и така натаму. Според некои мои сознанија, мислам дека
и одредени фирми кои прават отпад овдека го депонираат отпадот, што е и вон закон и вон сите комунални правила во Република Македонија. Продолжуваме со работа, мислам дека до среда ова ќе биде исчистено заедно со потегот доле и мислам дека после зачестени контроли и после зачестени присуства на сите оние кои се задолжени за ова работа, мислам дека нормално и најбитни се граѓаните да го прифатат и да го сватат апелот дека прават проблем на околината и на соседите и на сите граѓани на град Куманово. Дамјановски информираше дека согласно одлуката на Општинскиот кризен штаб наскоро ќе започне со расчистување на речните корита на Кумановка, Липковка, Којнарка и Крива река со средства во висина од 2,8 милиони денари. Додава дека нема ингеренции за регулација. Тендерот е завршен и моментно е во фаза на потпишување договор со избраната фирма на електронската аукција. Од ноќеска на полноќ нафтените деривати ќе се точат по нови намалени цени кои доаѓаат како резултат на падот на нафтата на светските пазари. Новите цени ќе се задржат во следните 2 седмици. Од ноќеска на полноќ нафтените деривати ќе се точат по нови намалени цени. Регулаторното тело денеска одлучи бензините да ги намали за 3 денари за литар, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 2 денари. Имено Евро Супер 95 и Евро Супер 98 се намалуваат за 3 денари и ќе се точат за 64, односно 66 денари за литар, додека пак цената на Евро дизелот се намалува за 2 денари и ќе се точи по 49 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство во следните 2 седмици ќе чини 37,50 денари за литар, а малопродажната цена на мазутот сега ќе изнесува 20,76 денари за килограм. Овие намалени цени доаѓаат како резултат на падот на нафтата на светските пазари и истите стапуваат на сила на полноќ, при што ќе се задржат во следните 2 седмици. Цените на нафта на светските берзи утринава доживеале голем пад, губејќи околу 2% од својата вредност. Цената на нафта од типот Брент за прв пат од 17 март 2009 година падна под психолошката граница од 45 американски долари за барел, во позадина од глобалната загриженост за економијата во Кина, покажуваат податоците од светските берзи. Шефот на австријската дипломатија Себастијан Курц денеска заедно со македонскиот министер за внатрешни работи Митко Чавков го посети прифатниот камп за мигранти во Гевгелија, при што истакна дека Европската унија мора да ја помогне на Македонија која е оставена сама да се справува со големиот број мигранти. Ситуацијата во Македонија е драматична, земјата е оставена сама да се справува со големиот број мигранти, затоа Европската унија мора да помогне, изјави шефот на австриската дипломатија Себастијан Курц, кој денеска заедно со македонскиот министер за внатрешни работи Митко Чавков го посети прифатниот камп за мигранти во Гевгелија. Неопходен е заеднички пристап и не смее понатаму да се дозволи во Македонија да влегуваат нерегистрирани мигранти од Грција. Европската унија конечно мора да погледне и на бегалската рута низ Македонија, а не само на таа во Италија. Долгорочно решение на проблемот е можно само ако договорат кризните држави. Во секој случај Австрија ќе помогне и ќе соработува со македонската влада, рече Курц. Министерот Чавков посочи дека само во саботата во Гевгелија се создаде наплив од 8.000 бегалци, што представува 1/3 од населението на градот. Наша проценка е дека ескалацијата ќе продолжи, оти е нелогично што проблемот не доаѓа од земја членка на Европската унија, со која немаме никакви контакти во тој дел, поради што очекуваме конкретна помош од Европската унија, истакна македонскиот министер за внатрешни работи. Курц и Чавков во прифатниот камп во близина на границата со Грција за моменталната состојба разговараа со мигрантите и представниците на УНХЦР и невладините организации кои се вклучени во активности за олеснување на бегалската криза. Во Центарот за управување со кризи денес се одржа тритата седница на главниот штаб за управување со кризи во врска со прогласената кризна состојба од страна на владата на Република Македонија во делот на јужната и северната граница на земјава. На состанокот меѓу другото беа донесени и предлог мерки кои треба да се преземат во наредниот период, пред се во делот на обезбедување на основни предуслови: вода, електроснабдување, инфраструктура и здравствена заштита, за оспособување на локацијата која е предвидена да биде прифатен пункт за мигрантите. Владата и тимот министри остануваат фокусирани на привлекување инвестиции. Дел од странските компании за неколку дена почнуваат со работа во земјава. Премиерот Никола Груевски истакна дека во септември 3 фабрики почнуваат со работа и 2 со изградба во текот на истиот месец, со што ќе се отворат нови 2750 работни места.
Technical Textile, Diatec, ODV Electric се дел од странските компании кои за неколку дена почнуваат со работа во земјава. Премиерот Никола Груевски истакна дека во септември 3 фабрики почнуваат со работа и 2 со изградба во текот на истиот месец, со што ќе се отворат нови 2750 работни места. Во септември треба да се отвори фабриката на Technical Textile, која кога ќе ги пополни своите капацитети треба да има најмалку 1000 директно вработени плюс индиректно. Исто така, Diatec треба да има најмалку 250 директни вработувања и австриската компанија во Виница која што веќе почна со пробно производство, која треба да отвори 250 работни места. Истовремено во септември ќе започне изградбата на новата фабрика на ODV Electric. Тие веќе почнаа како браунфилд инвестиција во постоечка хала, вработија некоја бројка луѓе, но во новиот капацитет што ќе почнат да го градат сега во септември, планираат нови дополнителни 1000 нови работни места. Исто така во септември ќе има уште еден камен темелник за изградба на фабриката Кондево, која треба да овозможи 250 нови вработувања. Некаде веќе во октомври-ноември треба да заврши и градбата на A-Plant во Ресен. Така што само во септември тие што ќе почнат да се градат и тие што ќе се пуштат во употреба ќе овозможат 2750 нови работни места, рече премиерот Никола Груевски. Инвестицијата на Technical Textile е вредна 10 милиони евра, а се планираат 1000 вработувања. Во компанијата Кондево се очекува да се отворат 250 работни места, а инвестицијата е во вкупна вредност од над 40 милиони евра. Инвестицијата на италијанската Diatec е над 10 милиони евра и најмалку 250 вработувања. ODV Electric инвестира 15 милиони евра. До крајот на годината планираат да вработат до 1000 луѓе. Компаниите од индустриските зони реализираат 1/3 од вкупниот извоз на Македонија. До крајот на годинава, со веќе најавените нови странски инвеститори, проектирано е да се креираат над 15.000 работни места. Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Македонија, одржувана од Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, утрово во 6 часот и 25 минути регистрира земјотрес, чиј што епицентар се наоѓа во соседна Грција, 35 км јужно од Битола и е со интензитет од 3,7 степени, според Рихтеровата скала. Според досегашните макросеизмички податоци, овој земјотрес е почувствуван во јужните делови од Република Македонија, односно Битола и Ресен, со интензитет од 4 до 5 степени според Европската макросеизмичка скала. Тензичната состојба на Корејскиот полуостров придонесе за разговори помеѓу САД и Јужна Кореја за евентуална воена помош. Во терористички напад од страна на Курдската работничка партија загинаа 2 турски војници. Припадниците на Исламска држава убиле 50 ирачки војници. Вести од светот. САД и Јужна Кореја разговарат за префрлување на американските стратешки бомбардери Б-52 и атомските подморници на Корејското полуострово, соопштија извори блиски до Јужнокорејското министерство за одбрана. Поради кризата помеѓу Јужна и Северна Кореја, трајат преговорите помеѓу САД и Јужна Кореја, изјавил официјалниот представник на министерството Ким Мин Сок. Не се наведува какво оружје планира САД да и даде на Јужна Кореја, меѓутоа изворите наведуваат дека тоа би можело да бидат бомбардерите, како и подморниците од воената база во Јапонија. Ова се прави од превентивни мерки од се поголемите закани од Северна Кореја. 20 турски војници загинаа, а тројца беа ранети откако возилото во кое се наоѓале налетало на мина. Експлозијата се случила во близина на градот Шемдинли во југоисточниот округ Хакари, кој се граничи со Ирак и е населен претежно со курди. Од крајот на јули турската армија организирала над 400 воздушни напади против цел на Курдската работничка партија во Северен Ирак, каде се базирани незините вооружени групи, како и во југоисточните региони на Турција, како одговор од нападите против припадници на турските сили за безбедност. Најмалку 50 ирачки војници се убиени во 2 од воени заседи на припадници на Исламската држава во провинцијата Амбар, западно од Багдад, соопштија вчера локалните медиуми. Нападите се случиле западно од главниот град на провинцијата Амбар, Рамади. Други информации за нападите за сега нема. Ирачкиот министер за одбрана Калид Ал Обеиди претходно беше во посета на командата на армијата во Амбар. Исламската држава контролира 1/3 од Ирак, вклучително поголем дел од провинцијата Амбар.
Широката понуда манифестации и случувања во деновите околу големите христијански празници, успение на Пресвета Богородица, Голема Богородица и Свети Јоаким Осоговски чудотворец. И годинава дополнително ја збогати еден традиционален спортски настан. Во организација на локалниот клуб на социјалдемократската младина од Крива Паланка вчера се одржа традиционалниот турнир во баскет, кој што има и меморијален карактер во чест на поранешниот председател на општинската организација на СДСМ Александар Наковски, чиј живот прерано згасна. Надпреварувањето се одржа на кошаркарскиот терен зад основното општинско училиште Јаким Крчовски, поточно зад зградата Партизан. Во дуелите уживаа бројни љубители на спортот. Учествуваа 10 екипи. Додека траја подготовките, ревијален кошаркарски надпревар одиграа неколку кошаркари ветерани членови на СДСМ кои ги одмерија силите со младите од партија. Покрај релативно големиот број пријавени екипи на поприштето на стритбол надпреварите дојде и значителен број гледачи со намера да ги прослават возбудливите пресметки на младите и поискусни кривопаланечки кошаркари. Како што се очекуваше, возбудливи и квалитетни пресметки не недостасуваа. Ово таму што пријавените екипи ги сочинува веќе искусни градски стритболџи, но и кошаркари кои тренираат во нашиот локален клуб Крива Паланка, па поради ова, присутните додосните вечерни часови имаа прилика да видат неизвестни соочувања, напната и квалитетна кошарка, екзибиции и мајстории. Разбирливо, турнирот не беше ревијален, туку има надпреварувачки карактер, па екипите со многу жар се бореа за што повисок пласман. На крајот најрасположени за игра се покажаа кошаркарите од тимот на Селект Кафе. Во финалниот дуел убедливо го совладаа составот на Мате Крадак со 15-8. Со ова кошарката уште еднаш се потврди како вистински магнет за љубителите на спортот од нашиот град Крива Паланка. Од денешната понуда од меѓународната спортска сцена издвоивме. На тенискиот мастерс турнир кој се одржа во Синсинати, победник стана швајцарецот Роџер Федерер, откако во финалето го совлада Новак Ѓоковиќ. Во тек се подготовките за предстојниот боксерски спектакл во тешка категорија кој треба да се случи во октомври, а во кој ќе се сретнат актуелниот шампион Владимир Кличко и предизвикувачот Тајсон Фјури. Швајцарскиот тенискијац Роџер Федерер по серијата порази од Ѓоковиќ успеа да му се реваншира и да го освои турнирот во Синсинати. Во големото финале швајцарецот подобро се снајде во тешките услови и славеше со 2:0 во сетови. Воедно ова беше 21-а победа на Федерер во дуелите со Ѓоковиќ. Без разлика на овој дуел, веќе е сосема јасно дека српскиот ас оваа година ќе го задржи приматот светски рекет број 1, бидејќи во однос на своите конкуренти има недостижна предност. Во женското финале очекувано американката Серена Вилијамс ја совода Симона Халеп од Романија со 2:0 во сетови. Исто како и кај мажите и кај дамите, Серена ќе остане на позицијата број 1 на крајот на оваа година. Спектакуларниот боксерски меч во тешка категорија помеѓу актуелниот шампион Владимир Кличко и Тајсон Фјури, кој треба да се одржи во октомври во Дизелдор во Германија, предизвикува големо внимание. Досега за овој меч се продадени над 40.000 билети од вкупно 55.000 предвидени во арената во Дизелдорф. Менаџерот на предизвикувачот Мик Хенеси е оптимист и се надева дека неговиот пулен може да го победи Кличко. Од друга страна, украинецот досега во кариерата има одличен скор од 64 победи и само 3 порази, што најавува интересен меч. Како подготовка за дуелот со Кличко, Фјури првиот дел од подготовките ќе ги изврши во Ирска, а вториот во Франција. Времето во Македонија денеска беше сончево и топло. Какво време го очекува македонскиот североисток во следните денови, проследете од Метео.
Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.